Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво и добре дојдовте во нашата нова емисија со наслов Радио Милева. Односно, добро ви дојдовме ние вам, бидејќи наместо вие да влегувате во нашето студио, ние влегуваме во вашите домови. Ви се јавуваме од прекрасното студио на Бруталиск и ќе зборуваме на теми кои што ни се интересни нам, а се надеваме и вам. Пред да влеземе во студиото, добив прашање која е главата на Радио Милева и природно ми дојде да одговорам дека Радио Милева е троглава аждаја. Оваа троглава аждаја е сочината од главите на три тетки, три другарки, кои што споделуваат повеќе различни интереси, кои што ќе ви ги презентираме на одреден начин во оваа емисија. Тие тетки се Запна со па имам право да се чувствувам како тетка. Тетка број 1 Ирина Цветковиќ. Сакате сега да ве најавувам со долгите најави, како што тоа го прават некои наши познати новинари? Идеме на кратки. Или да одиме на кратките најави? Немаме такво. Ирина Цветковиќ, феминистка, интелектуалка, извршна директорка на коалиција Маргини и за многу позната уште од времето на блогерај како Фем Герила. Румена Божаровска, писателка, професорка, феминистка исто така. И јас, Јана Јакимовска, жена, мајка, кралица, професорка и ликовна уметница. И феминистка. И феминистка, наравно. Тетка секако. Она што нас не врзува главно се темите на феминизам, темите од култура, од уметност, поп култура и сите општествени дејанија кои што не тангираат како луѓе, како жени и како општествени чинители во... А и друго нешто не врзува, тоа што сме другарки и се знаеме од мали. Апсолутно. И тоа баш од многу мали. И сега зошто се викаме Радио Милева? Еве јас ќе кажам. Ајде. Мене ми беше супер приказната. Вие знаете, ама значи Милева е господја, би рекла господжетина од Црна Гора, која што имала фантастичен талент да собери и прераскажува трачеви и разни пикантерии за луѓето од пониските општествени слоеви, односно не за джет сетот. Милева како црногорка најпрво ги споделувала трачевите со своите роднини, ама тие понатаму на соседи, на пријатели и така натаму, брзо овие трачеви некако стигнувале, ги преминувале границите на Црна Гора. Никаде на почетокот на 20-тиот век со популаризацијата на радиото. Знаете, во тоа време и немало секое семејство привилегија да има радио дома, така што оние кои имале, исто така вестите кои ги слушале на радиото, ги пренесувале од сосед на сосед, од пријател на пријател. И од тука доаѓа името Радио Милева. Ние исто така сме заинтересирани за орално пренесување на одредени знаења, со тоа што пренесувајќи се од уста на уста, трачот, последниот трач нема врска со првобитната. Така и за оваа приказна. Не можеме писмено да гарантираме дека сигурно оваа легенда е точна, ама за усно можеме да гарантираме. Супер, фала многу за ова појаснување. Еве, како што гледате и брендирани сме, нема да забравите дека сме Радио Милева. Како ја концепиравме емисијата? На почетокот ќе зборуваме за така некои по-сериозни општествени теми, а потоа имаме и други рубрики, кои што се малку со повесел дух. Ќе видите зашто се работи понатаму. Јас ќе ја најавам денешната главна тема. Ќе зборуваме за културата на откажување или тоа што го знаеме на англиски како cancel culture. Што подразбира тоа? Накратко ќе кажам, иако мислам дека сите знаеме од прилика што е тоа култура на откажување или канцелирање, како што го вика. Се работи за феномен кога некоја јавна личност ќе направи некаков престап, многу често етички, некогаш и не само етички, туку и правен. Меѓутоа, правдата не се бара во институциите, бидејќи често и не може да се добие таму, туку правдата се бара преку исклучување, откажување на тој извесен човек, преку некаков јавен линч или пак јавно осудување,
со што таквите луѓе се бара некако да се исклучат од јавната сфера, да им се одземе гласот. Тоа е идејата зад таа култура на откажување. Зошто ќе зборуваме баш за таа тема денес? Затоа што е актуелна, а што е актуелна цело време. Да. Туку е во последниот месец и повеќе актуелна на 3 нивоа. Првото ниво е, еве да речеме, ќе почнеме прво со локалното, а тоа е фактот дека фестивалот Кине Нова, филмскиот фестивал Кине Нова, му додаде награда за животно дело, мислам дека беше, на српскиот актер Бранислав Лечич, кој што беше обвинет за силување од страна на 2 негови колешки и обвинението во 2001, тоест тоа што беше вистински едното од обвиненијата во 2021 година беше всушност повлечено. Тоа првото, ќе зборуваме и понатаму за тоа прво не беше ни обвинување, туку излезе една од глумиците. Зборувам за Мерима Исаковиќ, која што кажа дека тој ја силувал пред 40 на години од прилика, а вистинско обвинување за него поднесе Даниела Штајнфелд, исто така глумица. Значи, и покрај тоа, тој доби награда во Македонија на филмски фестивал. На регионално ниво, тоа е втората тема да речеме, се случи еден скандал во Хрватска за време на фестивалот, на книжевниот фестивал Врисак, каде што авторката Дора Шустич промовираше свој прв роман, дебютантски, заедно со други двајца писатели. Меѓутоа, настана хаос приличен на самиот фестивал, бидејќи двајцата писатели што беа со неа на бина почнаа да зборуваат за тоа како тие се жртви на таа култура на откажување. Уште пред да ги откажа. Уште пред и дали ги откажа е прашање. Нели? А исто така сме како референца го земаме сјајниот текст на Борис Постников за новости, кој што зборува за наводното откажување на Рамбо Амадеус, за кој што не знам кој колку памти, ќе се освежиме и за тоа меморијата, а на светско ниво се случи и се случува се уште исто така. Голема тема е. Почна со Франкфуртскиот сајм на книга, кога по 7 октомври, кога започна војната меѓу Израел и Палестина последната, беше откажана промоцијата на палестинската авторка Адания Шибли и потоа се уште е тема големото откажување на многу пропалестински гласови, меѓутоа има и повеќе аспекти овој проблем, но се уште се разговара на таа тема. Но еве јас ќе почнам со првата тема за Кине Нова. Пак ќе дадам уште еден мал вовед, значи кажав од прилика што се случи со Бранислав Лечич, кој е тој. Што се случи, имаше прес, директорот на фестивалот Небојша Јовановиќ го кажа следното: ние доделуваме награда за особен придонес во филмската уметност, а не му судиме на актерот Лечич. Дополнително, процесот на неговото доаѓање беше договорен уште од 2018 година, еднаш го одложивме. Но сега повторно го поканивме, бидејќи е навистина квалитетен автор. Ова доаѓа се од текст на Градска МК, која што го напиша новинарката Сонја Танеска. На дополнително прашање, дали тој смета дека со ова Кине Нова всушност прави некаков престап, како ќе им направи да се чувствуваат на глумиците, тој одговори дека на програмата има многу филмови кои ќе придонесат кон борбата против насилството врз жените и секако за нивна заштита. Сега, реакција имаше само од Елеонора Венинова, режисерката, која што се огради од овој чин, а имаше исто многу задоцната реакција имаше воопшто многу задоцната реакција на оваа ситуација, ама се огласи екипата, само екипата на краткиот филм Синиот час, која што во режија на Ана Јакимска. Па јас би сакала малку да поразговараме на оваа тема, зошто е толку доцна реакција, што мислите околу тоа, која е причината за таква доцна реакција и всушност еве задавањето на наградата на Лечич во контекст на целата култура на откажување. Јана, ќе кажеш ти. Знаеш како, мислам дека оно што ќе го кажам сега го знаеме сите на одреден начин. Задоцнетата и млаката реакција секогаш е резултат на претходни ситуации, кога ќе видите дека нештата го немаат вистинскиот одек, дека во оној момент кога некој реагира за такви работи, пак се врти кон жртвата. Жртвата или е занемарена, или се подсмеваат со неа, или е двојно виктимизирана, или нема доволна поддршка. Природно се наметнува ситуацијата во која што сме сега, а тоа е
нереагирање, бидејќи знаеме дека реакцијата нема да доведе до позитивни работи. Да, ти Тоа е што мојот мислиш? впечаток. Јас имам малку амбивалентен став кон откажувањето. Ја разбирам идејата на културата на откажување, на cancel културата, дека е всушност почнува како идеја да се даде моќ на обезмоќените. Но она што го гледаме денеска е сосема спротивно. И случајот на Лечич одлично го докажува утнатата поента на откажувањето. Она што имам проблем е што зошто имам проблем со тоа? Затоа што правдата се наоѓа на суд. Ние разбираме каков е сега системот. Знаеме дека живееме во свет во кој што имаме неправеден систем кон послабите. Но ова нема да го замени. Да речеме, откажувањето е форма на казнување кој што преминува повеќе во некаков садистички спектакл, еден вид на забава за широките маси, повеќе отколку што носи правда на жртвите и можност за репарација или поправка кај виновниците. Во таа смисла, Лечич дента кога паѓа обвинението на Штајнер. Да. Кога обвинителството вели немаме тука случај. При тоа силувањето многу интересно, јас сум работела истражување и тоа обвинителки ми кажувале дека силување е најтешко дело да се докаже на суд. Сега, стварно се оградувам од став, не сум експерт за тоа, ама ако докажуваат терористички и комплицирани акции, зошто не би можело толку силувањето да биде докажано? Тоа значи дека за мене фокусот би бил ставен повеќе на суд, на правда во суд, отколку на народен суд. Се плашам од народниот суд. Народот суди многу сурово и прилично погрешно. А жените тоа најдобро го знаат. Апсолутно, и секогаш е на грб на жените. Дентак тоа почва да го кажувам. Кога паѓа обвинението, Лечич става слика како живеан покрај море во некој ресторант со неговата 30 годишна девојка. И има право на тоа, така, тој е слободен човек. Но кој сега се бави со двете актерки? Што е со нив? Еве, да се вратам на културата на откажување. Реално, Лечич не беше откажан. Значи, тоа сега испаѓа дека е мит. Културата на откажување всушност не постои. Значи, во известна ситуација, мене ми се чини дека тоа е некако испокување, бидејќи не можеме да добиеме правда на суд. И сега има некакво испокување во смисла, еве сега ние герила ќе направиме нешто и ќе направиме народен суд. Но еве и тоа не функционира. Лечич ништо не му е. Зависи од која страна си на муките. Па тоа е. Функционира некој, знаеме за некои гласови овде кои биле канцелирани, никогаш не се вратиле. Па работата е што нам, на феминистките и на ЛГБТ здруженијата и активистите, секогаш ние сме тие кои што сме обвинувани дека линчуваме со говор таков на канцелирање, што го викаат и така натаму. Всушност, од тоа ништо не се случува. Тоа се покаже и со Штајнер и со случајот со Лечич. А искрено мислам за ова зашто имаше млака реакција. Ај што фестивалот Киненова не е нешто многу популарен кај нас. Ама луѓето се веќе преку глава име. Мислам дека се оптеретени со теми и вакви теми толку често се случуваат и во сега кажувам и се што веќе ми забораваат, поима немаат што се случило, кој е Лечич, едноставно полесно име да си ги затворат очите и сега треба, не знам, 5 луѓе да зборуваат вака во јавност да дигаат фрка, за да почне да се зборува нешто и пак што? Дали мислите дека во иднина повторно нема истото да се случи? Меѓу другото, тоа што го кажав и доаѓа и од ова. Ние видовме што се случи кај нас, со сега кажувам, односно што не се случи. Што не се случи. Така, видовме и со втората кампања што ја потегнавме за тоа каде се движиме и како се движиме. Значи нема вистинско решение никаде од сите институции кои што наводно се јавија за лајкови дека ќе се појават и дека нешто ќе пробаат системски да решат. Она што остана како најсилен одглас се твитовите и статусите со подсмев, кои што можеме, но не мораме да ги набројуваме, и нивните автори кои што многу подолго одекнуваа после тоа, отколку вистинскиот проблем. И затоа мислам дека се резигнирани малку луѓето на оваа тема. Затоа што културата на откажување се одбива од глава толку на оние кои немаат ноги. Ние бевме доволно паметни кога го правевме, сега кажувам, да бараме анонимно да се раскажат, односно да не се посочуваат виновниците, за да не влеземе во култура на откажување која што ќе се одбие
врз глава на оние кои споделуваат. Што добивме? Добивме реакција за тоа, но исто така добивме откажување на нечии искуства. Значи, одредени приказни беа, конкретни приказни беа исмевани и беа откажани како форма на вознемирување, иако тие жени тоа го почувствувале така, имаат право да го кажат, особено кога зборуваат анонимно, еден лекар, еден професор, еден човек и така натаму. А многу бевме критикувани за тоа зашто не кажуваме имиња. Една од главните работи за сега кажувам беше ајде кажете ги имиња, нели, тогаш нашата приказна како да не вредеше ако не го кажавме човекот кој што го направил тоа. Ама и тоа беше, освен што бевме паметни, свативме дека културата на откажување за која што константно нас не обвинуваат, а всушност тие се тие што ја перпетуираат, тоест оние кои што имаат моќ. Знаевме дека исто така ќе испадне дека само некај одреден човек е виновен само, а не системот. Значи, еве ќе најдеме дека има еден перверзен професор што малтретирал студентки и сега тој треба, не знам, да се стави во затвор и ќе застане целата таа култура. А се работи за култура на насилство. Оно што е исто важно да се каже во врска со нашата кампања сега кажуваме тоа што сите чинители на лошите работи беа всушност мажи со авторитет, мажи со моќ, мажи со реноме и веројатно со големи биографии позади себе, иако беа анонимни. И токму тоа е врската што ја гледам овдека со изјавата на Небојша Јовановиќ во врска со Лечич, а тоа е реферирањето, нели, на неговата кариера, на неговите достигнувања, што на одреден начин, нели, треба да ги искупи овие негови други дејства. И сега јас си дадов за слобода да направам една мала монтажа на оваа негова изјава, каде што само ги заменив зборовите филмска уметност и акторот Лечич со нешто друго. Па да видиме како звучи оваа изјава кога ќе ја чуеме вака. Вели: ние доделуваме награда за особен придонес во ликовната уметност, а не му судиме на уметникот Хитлер. Дополнително, процесот на неговото доаѓање беше договорен уште во 1935 година. Еднаш го одложивме, но сега повторно го поканивме, бидејќи е навистина квалитетен. I rest my case. Браво, mic drop. И па ајде да се малку да ја прошириме темава, да се малку да отидеме во Хрватска. Ево јас сакам да прочитам тоа што кажа значи двајца беа на панелот, кој што после имаше извинување и се, нема да навлегувам во тоа. Ама еве Никола Петковиќ, писател и професор, Вид Барич, новинар и уредник на Т-портал и Зоран Ферич, кој што е автор, писател. Велат Барич прво ви кажал: двата романи излегуваат во добата на теророт на канцел културата. Вели тој: живееме во време на милитантен активизам, тврди Петковиќ. А ти мене ме прашуваш дали уживам во тоа да бидам откажуван. Па кој не ужива во тоа да биде откажуван? Ама апсолутно. Точно се знае кој може да биде откажан, од кој од тоа ќе направи кариера. Сега ми текне дека не имавме во Македонија, да речеме, два такви примери на откажување на, да речеме, пејачи. Едната пејачка беше Тамара Тодевска, која што ја откажа, нели, заради тоа што ја сгреши химната. А потоа ми текна дека и пејачот Ламбе Лабаковски беше откажан 30 минути заради палење на бугарски клуб, ако не се лажам, за веднаш потоа да стане херој на нацијата и да направи голем камбек. Од тука мислам дека на која страна е оној кој е откажуван на моќта, на која страна е постапката, дали е постапката дел од доминантната култура или од контракултура, значи дали ќе бидеш откажан. Овие два примери некако ми покажуваат дека имаме дека најмногу плачат оние кои што не се откажани, па еве конечно и со Лазаров тоа се случи. Апсолутно, да, истото е со Лазаров. Најмногу плачат за откажување, а оние кои што се и онака откажани, некако најмалку зборуваат за откажување. Да. Па тоа е секогаш бројките си ја играат улогата, големата група секогаш е посилна од малата група, нели, во сите работи. И секако, како што спомна Ирена и ти, и мене ми остана тоа во главата. Тоа е, нели, во име на што се прави тоа откажување. Ако тоа откажување се прави во име на слобода или чувствување на подобро на некоја маргинализирана заедница, тогаш тоа не поминува добро.
Меѓутоа, ако е од позиција на заштита на традицијата, на историјата, на моралот, на семејството, тогаш и како тоа не е ни откажување. не е откажување. Тогаш е справување со непожелни елементи. Епа, ајде да збориме за Рамбо и за таа ситуација. Па да. Можеме да збориме за Рамбо, Всушност, да. Рамбо беше плачеше на Фејсбук дека бил откажан откако плесна една новинарка по газ, буквално. И плачеше како ќе го откажат ова. Она по 6 месеци доби пресуда дека всушност стварно ја плеснал по газ новинарката, по газ, извинувам, а за србизмот. Поштено си ја плати. И си ја плати 750 евра, Рагао си отиде, си одржа концерт во Мостар, после тоа си направи турнеја, ни откажа ни ништо, а плачеше дека ќе биде откажан, ама кој всушност беше откажан? Поради традицијата и поради, не знам, антинационалистички и елитистички ситуации беа откажувани. Ти, Ирина, повеќе знаеш за ова. Ова го има во текстот на Борис Посников, многу е интересно. Па јас го пратив Десингерица, Плюгица, Бресквица. Да. Како, не знам, некои феномени на што за младата популација, јас не се разбирам толку многу во таа музика, но беа откажани заради тоа, затоа што се понашаат се однесуваат нестандардно Имам цитат. на сцена. Мораме да го сочуваме, ова за овие плюѓерица десни и така натаму. Јас ова немав појма што е, ама не е битно. Исто ја мислев дека се некои изреки. Рапери кои што со патика ја удира една мислам таа самата се мести на концерт и он ја удира по глава, затоа што тоа е дел од таа култура. Тоа стигна до таму да градоначалникот на Бања Лука забрани било каков настап во неговиот град на овие. Кој имам цитатот од градоначалникот. Мораме да го сочуваме системот на вредности и пораките кои што се порачуваат преку секој тип на јавен настап. Истото се случи со има повеќе вака градоначалници. Откажани се настапи на пример на Јелена Карлеуша, Харис Джиновиќ и други некои звезди од БиХ и Србија. Зашто? Така. Да, во Хрватска. Затоа што овој тип на музика не припаѓа на нашето поднебие и мораме да ја чуваме медитеранската и европската култура на која што припаѓаме. Хрватите со европската култура, големата. Ние од таа се штитиме. Така. А исто така, да, тоа беше со овие други, имаше уште некој. Дино Мерлин откажан, сакаа да го откажа затоа што бил наводно антисрпски изјави имал. И така натаму. Во Пула исто така се забранети славонски тамбураши некои, затоа што свиреле биртијашка музика. Па ајде сега за која култура на откажување зборуваме во оваа ситуација? Од каде доаѓа? Па мислам дека тоа е баш буквално во име на што, значи во име на одреден систем на вредности, дали се тие националистички, дали се морални, ама точно секоја отстапка од она што е доминантна хегемониска култура е откажана и тоа не се смета за култура на откажување, тоа не е cancel culture. Да. Не е така, тоа се смета за едно нормално човечко однесување, дури одговорно би рекле. И сега овие се или од другата нација, или се морален распад, или се воук. Да. Тоа е кога, нели, воукот треба да биде откажан. Дури во Америка беше предложен антивоук закон, после ќе ви изцитирам еден дел од тој многу интересен. Закон на прашањето е во име на што и во име на кој систем на вредности се откажува. Па кој бил откажан до сега? Ајде да разгледаме од големите звезди кои што плачеа дека биле откажани. Ајде да речеме Бред Пит, Кевин Спейси, Џони Деп, Крис Браун, Роман Полански, Вуди Ален, Дейв Шапел, па и Луи Си Кей. Нигде ги нема, јас 10 години не сум чула ништо за овие луѓе. Значи мукла има по медиуми за нив. Тоа е тоа. Ето, заради тоа е мојата скепса во културата на откажување. Тоа не е праведна форма на казнување. При тоа точно се користи токму од десничарите за да се заштитат себе си од било каква критика. И го спомнав законот, ама предходно, ќе го поврзам со вас кај нас. Ние имаме култура на откажување пред да постои феноменот култура на откажување. Кој, и тоа токму овие што се најнападнати феминистки или ЛГБТИ, токму тие гласови и тела се откажани од било која јавна сфера, од образование, култура, медиуми и така натаму. Се сеќавате кога се појави, имаше еден скандал, се појави некаков работен лист во основно образование, во кој што беше нацртан наводно геј пар со дете,
не знам, фотокопиране, ама тоа што го видов, уште замислете, едниот од нив е црнец. Страшно. Тоа толку ги вознемири луѓето. Тоа беа на сите медиуми, на сите звона. Зошто? Затоа што тоа е да се бидеш откажен. Дури најмала слика на тој тип на човек, на тој идентитет, представува голем потрес на системот. И тоа никогаш нема да кажеме дека тоа е, дека на тој начин геј паровите се откажани од образованието, туку ќе кажеме дека се бориме против волк образованието. Да. И ми беше многу интересен тој цитат во тој закон на Десантис, во кој што точно се однесува на универзитетите. И вели дека со тој Stop Woke Law се бара да се забрани било како да се предава материјал кој што ќе предизвика стрес, психолошки стрес, нелагодност, да. Срам, страф и срам, да. Заради нечија припадност кон раса, боја на кожа и така натаму. Значи да се биде заштитен од срам во овој закон, значи кој да се заштити од срам? Припадниците на доминантната култура да се заштитат од срам во име на групата на која што припаѓам, без разлика кој е мојот став за тоа. Црнците многу добро знаат што е расизам, не треба да им го забраните тоа во училиштата. ЛГБТ луѓето знаат што е хомофобија. Знаат, и едните и другите, па и жените знаат што е мизогинија. И знаеме што е да се живее со срам. Одеднаш, оние кои што се привилегирани, не може да се соочат со психолошкиот стрес и срамот. Сега ќе се надоврзам на ова случајно вчера, пошто ние старите тетки конечно ги откривме риловите и сме обседнати со гледање рилови. Како рилче ми се појави еден јужноафрикански комичар, чие што име не успеав ни да го запамтам. Баш зборуваше за тој момент настап пред британска публика. И вика, знаете, вие британците сте многу сте осетливи на тоа дали е расизам, дали не е расизам, многу ви се тенки тоа линиите. Се знае бре кај нас во Јужна Африка што е расизам, што е апартхеид, многу е јасна и чиста работата. Пишува, забрането е бањање на локалното население. Зашо забран? Пошто сме црни. Да. Многу јасна работа, нема се што тука ние да се снебиваме дали е или не е. Да. Да заклучиме, културата на откажување всушност постои само во очите на тие што секогаш казнуваат и што ги имаат сите права, тоа се привилегираните и доаѓа од позицијата на моќ. Имено се работи за мит, дека ние сме тие кои што, феминистките, ЛГБТ и во други земји се работи за луѓе со различна, тоест со, не знам тоа, people of color, не знам како да го преведеме, различно е лошо. Луѓе со... Ма секој е различно, што секаква различност, маргинализација, таа е всушност таа се обвинува за канцелирање или за откажување, а всушност откажувањето доаѓа од другата страна и време е веќе да се спротивставиме на тој говор, да бидеме обвинувани за нешто што всушност и не ништо не се случува, не го правиме. Така. Со ова јас би завршила денеска со темава за откажување и може да преминеме на некои други рубрики. Не сакаме малце да позбориме за случувањето во Газа. Да, можеме и тоа. Имаме време? Добро, ајде. И па имаме тука исто, заборавив за Газа. Толку ми е непријатна таа тема, а цело време многу ми е непријатна и толку ми е тешко да зборувам за таа тема, но многу се зборува. Што е срам си. Го чувствувам срамот и стравот и воопшто една нелагодност за тоа, затоа што е многу комплицирана, комплексна состојбата и не се чувствувам повикана, па поготово како некоја бела жена од Балканот да зборува за проблемите таму. Да. Но Мислам, станува некаква предмет на интерес, ама и јас се чувствувам, умираат луѓе, деца во Газа, ние зборуваме за култура на откажување, ама ме потсети сега бев на една феминистичка конференција организирана од Министерството за надворешни работи во Холандија, која што како земја пред таа конференција гласаше против прекинување на огнот во Газа. И отидовме, знаеш, ако постои некакво блискост помеѓу движења, тоа е блискоста помеѓу пацифистичкото и феминистичкото движење. Јас очекував барем еден панел да има на оваа тема, но не.
Тоа не само што беше канцелирано, откажано, туку беше и свесно направено за повторно за представниците и министерката да не се почувствуваат нелагодно заради таа. Нормално од внатре неколку жени се мобилизиравме и направивме еден мини протест од внатре, во кој што почнавме да викнеме, значи главната парола на тој протест не беше за земање на страна или слично, беше Seize the Fire. Прекинете со огнот, што воопшто не е опасна тема на феминистичка конференција. И бевме избркани надвор. Во таа смисла, во моментот кога паралелно со таа вистинска војна се случува и информативна војна. Да. Мислам, некаква војна по социјални мрежи и слично, што повторно не носи до тоа. Исклучени или откажани се оние гласови кои што се недоминантни. И во таа смисла, дури и кога не се зазема страна, она што е страшно, кога се затишува гласот на прекин на огнот, кога се затишува или исклучува мировниот глас. Да, добро. Со ова може мислам да заокружиме темата и да преидеме на следна рубрика. Во наше време. Сега е точно време за нашата рубрика У наше време или Во наше време. Инспирирани бевме за оваа рубрика од многу често, она што го слушаме многу често, тоа е дека порано беше навистина подобро, се знаеа вистинските вредности и слично. Особено тоа ги нервира младите, ама и ние што сме тетки знае да не изнервира. Така што денеска во рубриката Во наше време, и следен пат кога ќе имаме, ќе ги вадиме бисерите на нашето време и ќе видиме дали, како и зошто било навистина толку добро. За денеска извадивме еден уметнички бисер, а тоа е песната на познатата група Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, песната Педро давај гас. Па јас би сакала да ја поканам Јана, со тоа што ја имаме песната како книжевно дело дури тука пред нас, да ни ја прочиташ песната, па потоа можеме малку да го дискутираме овој текст, а и да продискутираме за спотот. Ќе го видиме ли спотот? Па технички ќе видиме колку е тоа возможно, не знаеме во овој миг, но спотот секако ќе им го препорачаме на нашите гледачи и слушатели да си го најдат на YouTube, ќе уживаат. Ќе ги охрабриме Да. по-конкретно да си го погледнат. Но Јана те молам ако може да читаш. За да биде ова добро, морам прво да направам бидејќи ова ремек дело заслужува чист глас. Ајде. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас. Пред известно време во нашата зграда се насели нов комшија без брада. Мазен, бричен, ептен многу личен, со своите движења на женско сличен. Работи во плинара и полни боци. Секакви ги има во разни пози. Сака стално да му маваат клоци, така се смирува од нервози. Штом ќе види машко, насмев му праќа и веднаш тој за рака го фаќа. Со својот глас му вели ведро: здраво, јас сум Педро. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас. Секој ден вежба физкултура, ја покажува својата мускулатура. Редовно оди на акупунктура и за диета користи посебна кура. Има пријатели лични и здрави и секој ден со нив оро си прави. А знаат тие да играат само машко оро за рамо. Ринги шпил, ти си братко, топол, мил. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас. Тука има соло гитара многу возбудлива. Јаска си дремнав со Педро, а тој ни да пипни, ни да мрдни, ни да штипни. Хеј, џабе е се, хеј, не труди се. Педро има други афинитети, на тебе нема да се сети. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас.
Благодариме Јана за Фала ова ти, Јанчи. емоционална вака. Дури ми е криво што е толку куса оваа песна. Имав елан да продолжам уште да читам. Па не баре Сашо Тасевски ја напишал, а таа всушност датира од пред не знам колку 20. Па јас се 30 сеќавам години. дека ние толку беше популарен Ристо Бомбата, што ние си дома заедно со семејството и си ја пеевме песната, јас и брат ми во средина, баба ми, дедо ми, мајка ми, сите плескаат, а ние играме на оваа песна, иако кога ќе го видиш и спотот и ќе го прочиташ текстот, песната е буквално како еден геј маж, Гоце Тодоровски. Гоце Тодоровски во спотот, се вселува во некоја зграда и уствари овие на крај го избркуваат со клоци надвор. Дали може да разговараме за символиката на тоа зошто овој лик Педро во оваа песна полни боци? Многу е тоа така интересно. Не знам. Не знам зашо полни боци, а него полнат боците него. Не можам да разберам, и мислам, има тој дел од спотот стои тука со некакви боци кои што веројатно символизира, треба да Газ, символизираат фалусоидни форми. фалусоидни форми, а газ зашто има газ. Ха-ха. Леле, колку Газ е смешно. газ. Аха, обезвучување на крајот од зборот. Така што тука е негде. Исто така уште еден, значи Педро е геј маж, тоа е Гоце Тодоровски, има уште еден кој што Педро го брка, а тој другиот е транс жена. Да. Кој што инаку му пее она јаска си дремнав со Педро, а тој ни да пипни, ни да мрдни, ни да штипни, е всушност испеана Лај Слабонита од Мадона. Да. Тоа е најдобриот дел од песната музички, бидејќи е на Мадона. Ама шокантно ми е дека исто така некоја девојка демек му пее, се разбира мора да му пее на дијалект. Оти дијалектот во македонскиот хумор од минатото е смешен. Ако не е дијалект, не е хумор. Не може. Да. Апсолутно тука мора да се прикаже. Не можеш да бидеш смешан ако зборуваш на скопски, се разбира. Да, Добро, да, освен да. ако си точно мелебот, ама тоа е веќе Евентуално фарски. ако си глупа плавуша или нешто Да, така, ако да. си А, тогаш е смешно. Дијалект маж преслечен во жена и срамотни зборови. Да, па Педро. Мислам, самото кажување на зборот Педро, и мислам, немам зборови, извинете, ама толку е, таков беше хуморот во наше време, и плюс колку... Ова сме го гледале ние како деца на телевизија и сме го пееле по дома. А во спотот има голем фалусоид, Пенис има. пенис има огромен, не знам што Да, е нека- тоа, со еден кромид, кој што мака му се удира еден кромид од него. Јас не разбирам. Со кромидот и мене не ми е јасно зошто има на Може пенисот би е кромид. некаква олфакторна асоциација, ама тоа треба да ги прашаме авторите на спотот со какви луѓе го делат интимниот простор. Има и некои таму каде што Аристо Мамбата и овие од кај што имаат делот кај што не се глуми, кај што не е драматизацијата, има еден дел каде што се тие во некој студио демек снимаат и таму тоа некој има некои палми, некои цвеќиња, не знам што, Мотове, од бре. кој што виси едно јаболко. Не знам зашто. Ама исто така константно се појавува тој пенисот со еден кромид што се не знам. И они кога да се боцкаат, се Да. удираат со Да, со тоа, а Педро е представен како маж кој нонстоп вежба во теретана. Видиш, во тоа време да се вежба било педерски. па добро, мислам во тоа време беше многу секси да пиеш ракија, да имаш подочњаци, да Се јадеш. знаеше што е право машко. Се знаеше, дебело со големи подочњаци со стомак што смрди на кромид, лук и ракија. Ракија. Прочемете го кромидот. Исто е облечен некако во некое цело изцело така. Ма облече некако пчела. Зашто е облечен како пчела? Не знам, може сакаат да ни кажат дека Педро не е педар, дека може да е би. Не мора да си го погледнете спотот. Ве молам, гледајте го да знаете што вредности, со кои вредности живеевме. Ојте Педро давај газ. Тоа беше многу. Во принцип, толку сме биле, ова било време кога не знам, Мадона излегла со еротика, ако ви текнува, тоа беше време во кое што имаше многу во музиката имаше страшен прогрес во светот, не знам, ова е крај на 80-ти, некаде почеток на 90-ти, тоест крај на 80-ти, а ние во Македонија се занимаваме со такво табу, Со во кое што- срамотни песнички. Со срамотни песнички од Кучешка Ристо Бамбата и Кучешка Тенија сите беа такви. Само ќе ви кажам една теза. И Мадона и Ристо Бомбата потегнуваат провокативни теми.
Дали кршат табуа? Кршат табуа, секој на својот начин и секој во рамките на своето општествено милје, ве молам. Да. Добро, така. Така тоа кажува затоа што во тоа време имавме MTV, не дека бевме одсечени толку Не. кога се појавува Ристо Бомбата. Гледавме нешто и друго, слушавме и нешто друго. Ама сепак, Ама луѓе, ова беше нешто што си го пеевме во школа. да. Ова е буквално песна во која што на крај тој човекот кој што се доселува во нивната зграда, кој што е представен како Гоце Тодоровски, кој што не е представен како Гоце, тој е Гоце Тодоровски, кој што беше и геј облечен како би. Беше истовремено и принц во сите македонски народни приказни, го глумеше згодниот секси принц. И не знам што стално и ѓавол глумеше, се глумеше. Гоце Тодоровски беше се. нашиот Ентони Хопкинс. Но во принцип фактот дека тоа представувало такво табу, прво воопшто да се зборува за нешто што е за некој што е геј, па да уште Педро, леле хихи, песната од Мадона Сан Педро, па чекај сега од Сан Педро ќе ни текне нешто на Педер. И на крај најстрашно е што го бркаат, стварно прво му дираат клоци, значи тоа е насилство сериозно и на крај уште го бркаат од зградата. Тоа ни покажува, во наше време многу беа добри вредностите, се учеше како дека не треба да живееш во зграда со некој што е геј. Гледаме, не сме не мрднале многу, пошто истражувањата баш кажува дека над 80% од македонци не сакаат да имат сосед геј, така што Педро ќе мора да дава газ на од оваа семја. А да не забораваме исто дека може би оваа песна нели немам доказ, меѓутоа песните од овој калибар фино лепо си одеа на една утринска детска емисија наречена Пулсирања. Си доаѓа во студио, музичарите си ги пееа на плейбек. Па што овие јас песни. можев да го пеам пред роднини. Можеле и во училиште. Да. Значи колку била нормализирана културата на хејтот, тоа е фантастично. За сметка на нели она што се исмева, што секогаш било страшно табу. Се знаеше во наше време. Што е добро, што е лошо. Сега се изгубија вредностите. Бумери и джумери. Преминуваме на следната рубрика. Одиме на следната рубрика. Следната рубрика ја нарековме бумери и джумери. За нашите Gen Z кои што се надеваме дека ќе следат оваа емисија, за тетките да им кажат збор од два за тоа како треба, едно мало објаснување. Дај да го почнам ова со анегдотата на која што ме потсети Румена пред оваа емисија. Направи ти еден кус вовед ако сакаш. Можам и долг. Како и да е. Инаку ние имаме, знаете, Пич Прич е една од нашите иницијативи за орално пренесување на женската историја. Каде што Јана настапуваше по многу пати има настапувано Јана, бидејќи е извонредна на сцена. Јана настапуваше на нашиот на All Stars, каде што раскажуваше приказна за бумерите и за старовремскиот хумор. Но тука многу се осврнуваше баш на тој термин бумери и нема везе, после тоа Јана оди во веце. Оди Јана во веце и во веце ја среќаваат две симпатични девојчиња кои што го проследиле настанот и ми викаат: "Леле, многу супер ти беше настапот." Ама вика: "Зашто толку се подсмеваш со бумери кога и ти си бумерка?" Честито Јанчи. Затоа викам тетка, не за џабе. Сега, им објаснив на тие девојчиња, сега ќе ви објаснам и на сите вас. Бумери, драги мои, е генерацијата наречена беби бум генерација, значи луѓе родени по Втората светска војна, значи после големата криза кога луѓето пак си се вратиле во своите постели и не користеле контрацепција и се наплодиле и се намножиле и се случил тој беби бум, значи експлозија од бебиња во новото мирно време. Експлозија од бебиња. Се извинувам за сликата што вие создадов во глава, ама тоа се вашите глави, не тоа што ја го кажам. Сега, тоа се бумерите, значи тоа е генерација родена по 45-та година, значи тоа се всушност нашите родители помалку или повеќе. Генерација, да, нивните баби и дедовци на Gen Z. Ние сме генерација millennials, односно Gen Y, стварно Y, која што е во, да речеме, во најголема природна
во најголем природен конфликт со бумерите, бидејќи сме директни потомци. И природен е, нели, тој најголем конфликт со нашите родители и со нивните вредности, а нивните вредности, нели, ги гледаме од рубриката во наше време на одреден начин, ќе ги гледаме и понатаму. Знаеме, нели, како стално мислат дека младината ништо не знае, сите наши вредности немаат врска, се знаело порано што било, како ние, нели, во светските рамки ние трошиме пари на кафе и тост со авокадо, а они купувале куќи, али нема врска тука, економската криза, инфлација и тие работи не играат никаква улога. Нашето кафе е проблемот што ние не сме сопственици на имот. И тоа се тие, нели, конфликтни работи, а за нашите джензи сите сме ние исто стари и затоа ни прават некакви изjednačувања. И сега, нашата генерација на миленијалци, јас интимно си ја нареков генерација на джуниор бумери, односно джумери, затоа што дојдовме во време на никаква си криза на средни години. Општо е познато дека кога ќе дојдеме во тој период, малку штракнуваме. Еве, тетките ќе ви кажат како изгледа тоа. Бог да чува. Јас се иземам од оваа дискусија. Ќе видиме. Почекајте. Добро, и? Почнуваме на просторите кои што ги делиме со сите генерации, значи на Facebook, на Инста, на социјалните мрежи. Почнуваме да прикажуваме некои како би се рекло, несвојствени за нас однесувања, со кои што веројатно почнуваме да наликуваме на нашите родители, за жал. И оттаму јас детектирав дека може да се нагалено да се наречеме на себе си и генерацијата пред нас Gen X, да ги наречеме джумери и да зборуваме малку и за тоа колку сме ние out of date, што би се рекло, за новите генерации, и мислам дека е тоа важно. Тоа е што се однесува до генералните насоки на оваа рубрика. А во рубриката Бумери и джумери за денес би сакала да споделам со вас неколку вица кои што, или афоризми да ги наречеме, кои што доаѓаат токму од генерацијата на нашите родители, кои што многу љубат хумор полн со предрасуди, многу љубат преку вицовите да ни кажат шо и како треба на сите нас, а особено на жените. Па да видиме. Извинете за оваа мува која што лета ни студиото. Идна убивме, а оваа не успеавме, за жал. Добро. Првиот виц вели вака. Од пијана жена, полоша е само жена во PMS. Пијаната бар нешто ќе ја разбереш. Ајде во тоа име. Здраве. Добро. Многу добра вода. Имам и некои на српски, јас не знам како. Нама збори на српски. На српски да ви ги кажам, во ред. Да. Бумерите така ги кажу. Да. Нису прави мушкарци врста у изумирању. У питању е епидемија надрканих жена. Ова, браво. Сега, ова можеме да го тумачиме на повеќе нивоа. Со трансфобијата на таа генерација. Да. Повеќе слоеви. Да, има слоеви. Овој хумор е навистина длабок, може да се анализира суштествено. А вели вака. Обријте ваш поклон за дан заљублених. Ја не го разбирам. Како не го разбираш? Мисли поклонот шо е? Неговиот со... А да го измиеше, може да причината во Македонија, мислам дека треба прво да се измие. О, не. Да, особено тој кромидот што се паптал таму. Добро. No, и сега, ај кога сме кај овој поклонов шо е пенис, јас би ја прашала нашата публика која што ќе следи оваа емисија. Дали сметате дека е во ред од нашите нежни, деликатни женски усти, вака дискретно нацрвени со кармин, да излезат погрдни зборови, или сакате да ги користиме овие, да речеме, културните изрази, па би ги охрабрила нашите слушатели да се искоментираат како сакаат да се изразуваме понатаму, како мислат дека ни приличи. Да. Ние навиваме за опција 1, ама Која е опција 1? Таа да ги испрљаме деликатните усти.
Секогаш после можеме да ги залиеме со нешто да ги зачистиме. Леле, 2 муви имало Да. остави. Добро, се извинувам. Ајде да видиме уште еден имаме на српски. Вели вака. Лепу жену треба чувати, али ружну још више. Та не бира. Вау. Боже, Вау. Да. Овие се тие така што ги ставаат на ние позадините со торта некој како. Тие ги, да, во овие крстозбори ги има, јас таму ги. Таму. Ама и често знаат да И на бидат, Вибер. знаат постари, значи особено роднини да ме фатат у ќош и да ми раскажуваат вицови, јас Да. имам сериозна анксиозност од тоа. Да, чекај се да ти кажам. И после 3 пати истиот вид се И кажува. после ми го објаснува. Да. Еве сега јас ќе ви кажам уште еден и ако треба и ќе ви објаснам. Објасни го, молим. Вели вака. Права жена, наместо тетоважа, има опекотина од пегла на рака. Пегла или рернамбит? Имаше две нешта. И едното решив да го запишам. Ги збунав. Премногу, нели, да не ја шириме работата. Се знае која користи пегла, користи и една сега. Да, се лажеме. Си повлек вид, како велат. Абе, бумерите, освен што кажуваат лоши вицови, мислам дека си единствена генерација alive, жива во моментов која што кажува вицови. Не разбирам потребата зошто доаѓаш на човек и му кажуваш виц. Така што јас кажав дека имам амбивалентен однос кон културата на откажување, ама мислам дека треба да се откаже практиката на кажување вицови. Стварно, особено непоканет. Особено што џумирите прават некаков вид на ревайвал со разните финти што ги прават зборовни, нели, што се прилично актуелни. И во тој контекст, сите хейтери кои што сакаат да прават контра подкаст на нашиов, ги охрабрувам да направат еден што ќе се вика Радио ми десна. Ако може да ми го објасниш ово што 3 пати. Добро, со ова веќе стигаме при крајот на нашата емисија, каде што имаме една мало рубриче, ненајавено, што е препорака. И јас би сакала да го препорачам филмот Анатомија на еден пад, кој што е номиниран за Оскар за, како беше тоа? Странски филм, да. Се работи за француски филм кој што е победник на Кан и е за една писателка која што можеби, а можеби и не, си го убива мажот кој што е исто така писател. И е многу е интересен филмот од така од аспект, прво е трилерче, а е арт филм, многу е од тој аспект е многу успешен. Меѓутоа исто така покренува некои многу добри прашања во однос на креативноста, на машкоста и на женскоста. Навистина добар филм, така се изненадив нешто добро, многу добро од странска продукција во последно време. Одлично, значи гледате го филмот, отворете YouTube, проследете го Ристо Бамбата и Кучешка Тенја, после емисијата коментирајте дали сакате да слушнете погрдни зборови од нашите нижни усни. Фала ви многу што не следевте, ние сме Радио Милева и се гледаме некој нареден пат.